Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од локалната програма на Вистинска телевизија, односно во циклусот емисии Скопје ми е дома. Ви благодарам што и ова попладне убравте да не следите токму нами и програмата на Вистинска телевизија. Нова емисија од Скопје ми е дома, нова тема и општина за која што ќе проговориме малку повеќе за тековните проекти, за сето она најново кое што се одлучуваше на Советот, меѓутоа и за сите настани манифестации организирани токму од општината за која што денес ќе говориме. Имаме советник од општина Центар. Во најавата јас нема да должам многу, ќе му посакам добре дојде на мојот гостин и соговорни. Велам добре дојде за Ненад Матевски, советник од општина Центар. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома. Ви благодарам на поканата. Добро вечер вам и поздрав до гледачите. Така и поздрав до нашите гледачи. Ненад, ве следам и актуелна беше темата, односно на седница на Советот се расправаше се разгледуваше иницијативата за воведување на општински чувари. Имено вие бевте иницијатор односно предлагач на ваквата иницијатива. Советот помина, иницијативата се изгласа. Ќе проговориме за што всушност станува збор, какви се тие општински чувари, односно што е предвидено со ваквата иницијатива токму во општина Центар. Така, пред малку заврши Советот на општина Центар, изгласана беше иницијативата меѓу другите точки. Благодарности до советниците и до градоначалникот на општината. Она што беше круцијално и важно и што ме поттикна да го направам, тоа беше вандализмот во општината. Дел од млади луѓе вршеа многу работи кои не беа... Така, ни за настани го одбележа... Ни за настани во однос на руинирање на игралишта, лулашки, така натаму урбана опрема во општината. Од тоа, поаѓајќи од малиот број на полициски службеници кои се на лице место на терен, размислив дека би било добра една ваква иницијатива да има општината општински чувари. Чуварска служба која ќе биде под капата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и која би била и луѓето кои би работеле таму би биле очи и уши на жителите и на граѓаните на општина Центар. Сега тука не спаѓаат само руинирањата, меѓу тука спаѓа и морам да го напоменам и врснишкото насилство. Тоа би се превенирало, би се превенирале исто и како помош и на комуналните редари, на инспекцијата во општина Центар, градежната, меѓутоа и како помош на полицијата, бесправното градење, бесправното палење на контейнери и така натаму. Низа на настани што одбележуваат не само општина Центар, меѓутоа и останатите општини би можеле да земат пример од оваа иницијатива, како крајна цел би била заштита на граѓаните, на јавното добро и на крајот квалитетот на животот на жителите. Така, всушност ќе стане збор за една мобилна служба која што како е предвидено да функционира? Видете, начелно јас ја имам предвидено како мобилна служба, бидејќи ние како општина Центар пред околу 10 години и има општината направено обид за чуварска служба, меѓутоа таа беше на лице место само во одредено мало, одредено игралиште и така натаму. Оваа служба е предвидена како мобилна служба во сите 17 урбани заедници и оваа служба е предвидена како служба која не може она да превенира до крај, меѓутоа може да алармира до полицијата и до општинскиот инспекторат доколку некој чини противзаконски работи. Така.
Тоа е. Говориме за една служба која што, како што кажавте, ќе биде дел од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Малку ќе начнеме и таа тема. Граѓаните постојано се жалат за паркингот во Центар, од друга страна па јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар постојано казнува непрописно паркирани возила, апелира да се почитуваат оние препораки за добро паркирање. Видете, апсолутно има проблем за паркинг места и во општина Центар, но и во градот Скопје. Она што е деценијски проблем, а што е тесно врзано со паркингот е квалитетниот јавен превоз во градот Скопје. Ние во градот Скопје немаме превоз или, ако сакате, автобуски линии од 80-тите години наваму ажурирано. Она што е добро да се направи е квалитетен автобуски превоз. Имавме, впрочем, и пред известен број на години од претходниот градоначалник на град Скопје брз јавен превоз, кој требаше да биде првично кичмата на градот Исток-Запад, за кој имавме и обезбедени средства во градот Скопје, меѓутоа новата градоначалничка, веќе не е нова, веќе е на измак, тој проект го блокираше. Ние, доколку имаме квалитетен јавен превоз во градот Скопје, според одредени анализи, сообраќајот и користењето на превозни средства на автомобили, на возила од страна на граѓаните би се намали за 40%. Затоа велам дека е врзано едно со друго. Доколку ние имаме квалитетен јавен превоз, убеден сум дека жителите ќе користат многу помалку возила и со тоа ќе се реши проблемот во одреден дел со паркирањето, со паркинг местата и во општина Центар и во градот Скопје. Тоа мислам дека ќе го реши еден од главните проблеми во однос на паркирањето. Колку во однос на тоа е клучна соработката помеѓу првиот човек на градот Скопје и еве конкретно советот, градоначалникот на самата општина како таква? Видете, не само со градот Скопје. Ние сме мала држава. Ние не само со градот Скопје, туку и по вертикала со централната власт, општините, градот Скопје и централната власт треба да се во тесна врска, бидејќи огромен број на жителите во Република Македонија живеат, работат и транзитираат кон градот Скопје. На жалост и за голема жал е она што градоначалничката на град Скопје не соработува апсолутно со никој. Тоа е недопустиво. Без разлика на партија и така натаму. Тоа е недопустиво. Се надеваме во иднина кој да е градоначалник на град Скопје ќе биде многу подобар, многу покомуникативен со желба за подобро на граѓаните за општина за град Скопје, бидејќи ова сега што се случува во град Скопје е невидена катастрофа. Пред да преминеме на оние тековни проекти и случувања во општината, јас сакам да напоменам кога сме веќе кај вандализмот во Центар се случи да е украден релјефот од споменикот на децата бегалци од Егејска Македонија. Впрочем, за настан за кој што и вие алармиравте на социјалните медиуми, не е прв пат ова да се случува вандализам во Центар. Видете, траорно е. Траорно е споменикот на децата бегалци. На кого му сметаше споменикот на децата бегалци? Мислам дека генерално сметаше на општата состојба во државата, не од сега, меѓутоа во последните 20, ако сакате и 30 години. Да не затвараме очи, луѓето грабаат од неконтрола, од немање и така натаму. Меѓутоа, она што е клучно во еден систем, во било која и општина, и држава, и фирма, и како сакате, е контролата. Ние немаме контрола. Тој споменик е направен 1988 година. Значи, и не само тој, ние имаме споменик на еден Никола Вапцаров во градскиот парк. Еве веќе неколку години ние нема обележи негова биста, бидејќи исто така е скрнавен. Имаше обид
имаше обид од претходната власт, се надевам дека и оваа власт ќе го прифати, за комунална полиција. За комунална полиција. Ние мораме да имаме присуство на терен. Да, некои од градоначалници се уште тлее таквата идеја. Апсолутно, она е заглавена негде во собраниските лавиринти, меѓутоа тоа е не еден од механизмите и начините како да го заштитиме нашето јавно добро. Да, и без комунална полиција, дали МВР соодветно реагира? Каква е казнивоста за ваквиот вандализам? Апсолутно. Ние од кога сме самостојни до ден денеска еден систем што трулел толку време, по мене не може толку брзо да се оправи. Зошто? Ние имаме како држава околу 13.000 вработени граѓани во Министерството за внатрешни работи. Колку од нив се на терен, а колку од нив работат како како луѓе што фотокопираат и така натаму, не сакам сега да навлагам, не сум до толку стручен, меѓутоа многу слабо имаме и полициски службеници на терен, многу слабо имаме и инспектори кои треба како централна власт пред се да инспектира и да контролира по вертикала надоле све што се работи во републиката. Веќе истекува 4-та година од мандатот на овој состав, на Советот, на градоначалникот. Како функционира Советот на Општина Центар? Видете, за чудо, ние од сите партии функционираме многу добро во Советот и можам да кажам дека има една одредена кохезија во Советот на Општина Центар. Можам да се пофалам дека ние сме општина и во овој и во претходниот мандат, ние сме една од општините која после 40 години има направено основно училиште, тоа е основното училиште Киро Глигоров во Капиштец на ниво на град Скопје. Ние имаме направено 2 градинки, ги имаме реновирано сите клонови и слободно можам да кажам дека во Општина Центар приватните градинки им завидуваат на општинските градинки. Тоа е еден сегмент. Втор сегмент е хигиената, она што е доменот на Општина Центар е сосема окей. Имаме проблем повторно со град Скопје и со комуналната хигиена околу чистење на контейнерите и така натаму, меѓутоа она што е наш домен многу добро се прави, се реновираат училишта, градинки, имаме младински школи и така натаму. Можам да кажам дека многу добро се менаџира Општина Центар. Така, од низата настани кои што периодов ги обележа општината, она кое што вреди да се спомене настанот Горане тука, посветен на роденденот на великанот Стефановски, всушност велите во срцето на Дебар Мало, заедно го оживеавме духот на големиот Стефановски, што се случуваше таму. Апсолутно, тоа е место Карши кафеаната Наџак, старо кругче. Јас живеам на 50 метри од таму. Многу ми се допаѓа што духот на Горан Стефановски го живеавме во една позитивна и насмеана насока. Во една насока каде што меморијата и она учењето од Горан Стефановски можеше да се пренесе кон младите генерации. Тоа беше еден убав настан, продолжување на една убава традиција. И тоа се надевам дека и младите генерации ќе го прифатат како едно школо и од Дебар Мало Општина Центар, меѓутоа Скопје и Македонија да го прифатат како еден голем, ако не и најголем деец на нашата нација. Дадовте почити на големиот Гане Тодоровски, кој што остави секако неизбришлива трага во македонската литература и имате ваква традиција. Апсолутно, не само Гане Тодоровски, ние го имаме и Гане Тодоровски, го имаме еден скоро заборавен, нажалост, од нашата Македонија, еден Благоја Дрнков. Благоја Дрнков го има снимано над преварот Македонија, Левски, Софија, он е доенот на македонската фотографија. Он живееше, јас лично имав чест да го познавам, живееше во непосредна близина на Општина Центар.
за него нацртавме мурал во општината и многу е важно на сите такви дејци да им оддадеме одредена почит, да не бидат заборавени и младите генерации да превзимаат од она што е добро од сите дејци што имаат направено. Колку центарци се гордеат еве конкретно со овие големи великани ликови со одбележувањето на ваквите настани, колку се заинтересирани да ги посетуваат настаните, колку младите од друга страна еве сакаат да слушнат повеќе за ликот и делото на Стефановски, на Тодоровски, на Па видете, последното самата присутност на големиот бидејќи број... чинам дека овој настан Горане тука одекна. Тоа сакав и да ви го кажам. Последната посетеност на Горане тука настанот во чест на големиот Горан Стефановски покажа дека центарци се многу заинтересирани за дејци како Горан Стефановски, меѓутоа и за останатите. Таа тематика од тој тип е многу добра и многу поучна и за младите генерации, како и многу интересна за сите жители на општина Центар, меѓутоа и на градот Скопје и на Македонија, тој се великани. Така. Тоа е за пофалба. Одиме понатаму во концептот не снајде една трагедија, за жал, која што не потресе на државно ниво, се случи она кое што се случи во Кочани. Дониравте како општина чинам 1 милион денари, ако не се лажам. Моето следно прашање е како се одвиваат вонредните инспекцијски и редовните инспекцијски контроли надзори на територија на општината, како сте упатени вие во сето тоа како дел од Советот, се контролирали и работата на објектите на територија на општината на Центар, за оние со важечки дозволи, за мерки, препораки, почитување на истите дозволи, лиценци, сакам тоа да го фатиме малку повеќе. Така, видете, во однос на контролата на територија на општина Центар, она што е во доменот на општинските служби и на општинскиот инспекторат, не само сега. Меѓутоа и во минатиот период, можам да ви кажам слободно 10 години и пред тоа, строго се контролирало све. Од основни училишта, од градинки, од објекти приватни и така натаму, повторувам, она што е во доменот на општина Центар. Ние, како општина, општинската администрација, никогаш не чекала, не дај Боже, како што се случи, да се случи нешто подоцна да реагира. Секогаш општина Центар била ревностна кон она што се вика заштита и безбедност на граѓаните на општина Центар. Дали тоа било приватен објект или објект од јавен карактер, секогаш имало контрола строга на елаборатите за противпожарна заштита, меѓутоа и на секаква друга заштита. Ова е само еден поголем бран што се случи поради трагедијата во Кочани, меѓутоа во општина Центар секогаш таа сигурност била на едно завидно ниво. Така и кога говориме за дискотеките, кога говориме за... Видете, во однос на дискотеките, многу е лошо и ние кога говориме како советници и одредени јавни функционери да се префрлува топката од еден на друг. Меѓутоа, она што го знаме, она што јас го знам скромно е дека и Министерството за економија и Државниот пазарен инспекторат и Државната инспекција за технички работи и така натаму имаат своји ингеренции. Меѓутоа, повторно ќе го завртиме кругот и ќе се вратиме она ја со чуварите што го кажува. Имаме премалку инспектори и лица одредени за контрола по вертикала на ниво на цела држава. Тоа мора да се појача. Државата треба да биде контрола на она што се работи и во локалните самоуправи, во град Скопје и во министерствата. Од она што јас го знам е дека единствено, повторно ќе кажам од моето скромно знаење, дискотеката Мусандра дека ги исполнува условите, за други не знам. Меѓутоа,
Меѓутоа, исто така, не смееме како општество да си допуштиме поради овој трагичен настан, да ги ставиме сите други угостители и така натаму во искош. Има угостители што си ја работата ревносно, добро, со сите заштити, со цела документација. Сега, тука е умешноста во менажирањето на државниот врв, меѓутоа и на градот Скопје и на општините. Не смееме сите да ги ставаме во искош, бидејќи не смееме да дозволиме да згасне и така лошиот живот во град Скопје во однос на забавата. Група граѓани реагира еве и на социјалните мрежи, вие сте таму, дека со ситуацијата со кафулињата, со дискотеките, со таквите мерки и дозволи, како полека се да згасна, а од друга страна велат младиот човек е насочен кон казината, кон обложувалниците, и тоа е една погрешна насока, можеби кон тоа што движиме? Апсолутно, видете, особено последните 15 години згасна тематиката организирана од јавните не предпријатија, од општините, од градот Скопје, ако сакате од државата, од државниот апарат. Так. На Скопје, и не само на Скопје, и на сите други градови и населени места им фали тематика во однос на културни настани, забавни настани, што ќе бидат под контрола и под капа на државата и на општините. И оттаму појдени младите се почесто, нажалост, се зафаќаат со коцкање, со пороци и така натаму, немаат понуда од страна на државните институции. Ние мора и како локални самоуправи што повеќе тематика, уклученост на младите и во општеството, во однос на спортот, да не го забораваме, спортот е... Ги вклучува ли младите општина Центар? Ние, да, како општина Центар, ние имаме младински лиги, што секоја година ги поддржуваме. Имаме бисерот на Скопје, нека не се љутат аеродромци, работнички. Сега ја реновираме салата работнички, во септември ќе биде готова, тоа ќе биде еден прекрасен храм на кошарката и на спортот воопшто. Тоа ќе биде многу убаво. Меѓутоа, има уште една работа која планирам во иднина да се поднесе не само во општина Центар, меѓутоа и на ниво на град Скопје. Во однос на спортот, на нас ни фалат сали или една голема сала за поединечни спортови. Што ќе речеме чување, пинг-понг и така натаму и така натаму. Мораме што повеќе младите да ги задржиме на спортот и на салите, да ги тргнеме од пороците на улица. Така, во Центар се доградуваат улици, се случуваат настани од културата, манифестации, се случува чистење на контейнерите, односно на она кое што граѓаните најмногу им смета и кое што најмногу го бараат. Еве вие како представници токму на обичниот човек, на обичниот граѓанин, предложивте општински чувари, меѓутоа што е она клучно кое што сега го бараат? Е нужно, еве можеби во 4-та година од мандатот кое што им фали на граѓаните да се доработи токму во Центар. Апсолутно. Не само граѓаните, еве и јас сум граѓанин. Како... Јас сум граѓанин на општина Центар, ако сум советник. Најмногу ми смета паркираните возила на тротоари. Ние мора да ги ослободиме возилата од тротоарите. Тенденција е веќе во западниот свет дестимулација на возење на автомобили, особено во централните градски подрачја. Меѓутоа, сето ова менаџирање и на општините и на градот Скопје, и она што го реков претходно и на централната власт, се врзани садови. И повторно ќе повторам, ние мораме да имаме квалитетен јавен превоз. Тоа е една од клучните мерки како би се дестимулирале граѓаните да возат автомобили, а и со возење и купување автомобили имаме поголема гужва на тротоарите. Тоа мислам дека е едно од клучевите за она што го бараат жителите на општина Центар. Затоа давате субвенции за велосипеди.
Апсолутно, ние сме пионири во давање субвенции за велосипеди, тротинети и така натаму. Колку се атрактивни ваквите субвенции? Колку ја користат еве граѓаните? Па да ви кажам, ги користат и секоја година и се зголемува фондот, бидејќи стварно се користат и велосипедите и субвенциите. Тоа е многу добро. Меѓутоа и кај нас во општина Центар исто така во наши можности градиме инфраструктура и за велосипеди, и за пешаци. Колку успеваме, ќе кажат граѓаните на ЕС. Се договоривте ли со град Скопје чии се надлежностите за чистење на некои делови од територијата за сметот и ѓубрето? Видете, со град Скопје сега искрено не може никој да се договори. Меѓутоа, она што е системска грешка, по мене е надлежноста на комуналната хигиена Скопје, со она што го имаме веќе во Паркинзи општина Центар служба на хигиеничари и така натаму. Тука треба да се направи еден системски рез и да се знае дали ќе да се расформира комуналното предпријатие, комунална хигиена и целата техника и вработени да се препуштат на општините. Впрочем, тоа е и во закон што не е докрај доеден во собранието за децентрализација. Ние добро да имаме депонија Дрисла, меѓутоа не може секој граѓанин што живее на ќош, на главна или споредна улица да се јави да кажат: слушајте, вие сте во тој смете во градот Скопје или во општина Центар. Тоа е клуча што мора да се направи, да се расформира КХС и да се направат нови јавни предпријатија во општините и да се знае дека во таа општина да се знае кој одговора. Имаше ни за големи акции на чистење на сметот кои што си ја префрлаат топката град Скопје, па општина Центар. Па видете, тоа не е само со општина Центар, со сите општини во град Скопје. Во рамките на град Скопје имаме проблеми, зашто менеджирањето од страна на градот е многу лошо. Ние прв пат да видиме во град Скопје да не се чистат контейнери смет таму каде што е нивна надлежност. Контейнерите, одлагањето на тоа ѓубре е исклучиво обврска на град Скопје. Тоа мора да се смени. Понатаму се надевам дека ќе имаме и други иницијативи за расформирање на тоа предпријатие и не само на тоа, и на паркови зеленило. Мора граѓанинот да е многу поблиску до институциите на државата, на локалната самоуправа. Само така ќе имаме чисти и средени општини, не само општина Центар, сите во градот Скопје. Колку граѓаните, жителите на општина Центар се блиски со нивните представници во Советот? Па видете, општината е транспарентна? Можам, да, секогаш, ја можам и за себе да говорам, секогаш сме надвор, на улица, разговараме со нив, помагаме во однос на нивните потреби, алармираме понекогаш е и градоначалникот и општинската администрација. И на крај кажувам, затоа пак на крај ќе одлучат граѓаните, меѓутоа граѓаните ние сме секогаш блиски до граѓаните, апсолутно. Така, токму како и нивни представници. Затоа и сме платени. Повеќе пати ја отворивте темата за бездомните куќиња и за итно решавање на проблемот со бездомни куќиња на територија на општината? Да, апсолутно. Видете сега, во свет на нови технологии, по мене е срамота да не се водиме по нешто што е ново и иновативно. Секаде во светот, кога кажувам, пред се мислам на развиениот свет, ние имаме, тие држави имаат и апаратура и автомати за да ги видат сите, имаме чипување на куќиња. Има одредена апаратура што може да се види дали се чипувани тие куќиња или не се чипувани тие куќиња. Ние многу се вложи во извинете сега не се сеќавам, беше во Вардариште и со Лајка, меѓутоа сега таа работа како да стагнира.
Ние имаме многу бездомни куќиња, не се криви куќињата, криви се луѓето. Значи мора да се знае кој какво куќе има, кога е чипирано. Тоа се прави многу лесно и едноставно, меѓутоа треба желба. Значи секој што ќе дојде на функција во дали е тоа општина, град или на републичко ниво, треба само да има желба да ги реши овие прашања за кои ние говориме веќе повеќе од 20 години. Со град Скопје велите не можете да се договорите, каква е соработката со останатите општини на територијата на главниот град? Генерално е добра. Ние имаме и градежни инспектори што се ги позаимуваме со Кисела вода и со Ѓорче Петров. Не можам да кажам навистина имаме една солидна соработка и се надевам дека и таа ќе продолжи во иднина. Меѓутоа, она што е систем на врзнани садови, повторно ни фали град Скопје како институција, се надеваме дека ќе има подобри денови. Оптимист ли сте дека следните локални избори, изборите за градоначалник на главниот град ќе донесат промени, подобри за жителите, за граѓаните? Да бидам директен, секако дека ќе биде многу подобро од сега. Секако. Апсолутно, тука немам дилеми. Каква е сликата за центар како центар на еден главен град? Задоволни ли сте од досега сработеното и од она како изгледа денес центарот на Скопје? Видете, секако дека она што е наш домен и градоначалникот и општинската администрација се трудат, меѓутоа се уште центарот не е на задоволително ниво, како центар на град Скопје. Ни фалат многу тематики, многу објекти што се поврзуваат со едно богато и квалитетно живење. Меѓутоа, еве и ќе бидам досаден, повторно е таа тенка линија со градот Скопје. Ние мора системски да решиме одредени закони, правилници и така натаму, за да се знае што е што и чие е чие и кој на крајот сноси одговорност или пофалба за одредено место, улица или така натаму. На крајот мислам дека, не мислам, туку сигурен сум дека центар може многу подобро и се стремиме на таму. Каква е сликата генерално за Скопје како ваш дом? Какви спомени ќе евоцирате вие од некои поодамнешни времења за главниот град во кој што сте израснале? Да, видете, за мене Скопје е синоним на издржливост. За мене Скопје е синоним на солидарност, секогаш. За мене Скопје е синоним за забава, иако е изгубена малку во последниве неколку години, меѓутоа Скопје за мене е асоциација на цвеќето, на убавината и мислам дека треба да вложиме уште многу труд, стварно не само да одржиме нешто што е дух на градот, не она што општините и институциите го даваат, меѓутоа како луѓе, како легенди што ги паметиме, што сме растеле со нив, тука треба да издржиме и да продолжиме понатаму да се развиваме во тој човечки дух. Скопје е едно најубаво место на светот за мене. Вие пред емисијата ми откривте дека дел од животот сте живееле во еден друг град, малку поблиску до нас, соседен во Белград. Каква е паралелата? Може би еве да направиме една паралела и колку е предизвик да се остане, да се работи, да се делува токму овде во главниот град на Македонија? Видете, секој град сам за себе носи свое бреме и своји вредности и така натаму. Да, сум живеел во Белград кратко време, прекрасен град, пулсира брзо и така натаму. Меѓутоа, оваа скопска котлина има посебна душа, посебен шарм и посебен шмек, што никогаш за ништо не би оставил. Така, незалудно нели велат каменот се тежи на местото. На своето место, Што му фали денес на Скопје? Сакам и тоа да ве прашам еве од ваша страна. На Скопје му фали малку повеќе забава, тематика и многу повеќе настани. На Скопје му фали како крв му фали универзална сала. Ето така. Универзална сала фали како не знам што. На Скопје му фали Луна паркот. Кај нас генерации деца израсна без Луна парк, каков и да е.
ни фала такви тематики, да се радуваат и децата и повозрастните во ова Скопје. Малку ни треба Скопје да биде она што било за свое време некогаш, сега да биде многу подобро во иднина. Оптимист ли сте дека сликата за главниот град може да се промени на подобро, дека Скопје ќе си ја добие заслужената култна универзална сала повторно, расцветаните булевари можеби во главниот град? Секогаш сум оптимист. Убеден сум колку и ние во мојата генерација, пред и после генерациите, доживеавме одредени болки и трауми. Универзална сала, убеден сум дека ќе се направи. Убеден сум дека и покрај овие липи што светаат во центар и во Скопје ќе насадим уште повеќе, дека ќе има тематика. Убеден сум дека ќе се направи Луна паркот и убеден сум дека Скопје секако за многу скоро ќе биде место за поубаво живење на сите жители. Денот одминува четвртата година од мандатот на вашиот советнички состав, на мандатот на градоначалникот Герасимовски. Ќе успеете ли се да доработите она кое што беше предвидено и изгласано токму на Советот во овие 4 години во овој мандат на градоначалникот, па потоа ќе ве прашам какви се вашите амбиции? Така, видете, ние сега, вие споменав и салата, спортската сала работнички во градски парк. Сега исто така во населбата Пролет ја завршуваме градинката, така да ние сме една од општините што има направено најмногу капитални објекти на територија на град Скопје. Она што ни остана, што е и малку специфично, а сега ќе ја почнеме, тоа е општинската административна зграда, каде што конечно центарци ќе добијат соодветна полициска станица, соодветна пожарникарна служба, соодветна општинска зграда и паркинг простор многу поголем од сите околни улици под земја во општина Центар. Зошто? Зошто крајната цел, особено за Дебар Малци, за Дебар Мало, ќе биде горното плато да биде кварт пешачка зона. Боемски кварт. Значи имаме, ние започнавме 2013 Боемска 1, Боемска 2, да биде Боемски кварт, доле ќе има испод земја подземен паркинг, да имаме поквалитетно место за живење. Не само општина не само Дебар Мало, тука ќе го споменам, понатаму имаме и проекти во однос на градски зид, Капиштец, водно, меѓутоа можам да се пофалам дека скоро 80% од проектите се скоро завршени капитални проекти. Колку е предизвик да се работи за сопствениот народ, за своите сограѓани, во нивно име и кои се вашите амбиции за понатаму? Предизвик е секогаш и уживање за мене кога ќе поминам на улица, дека нешто сме завршиле, до кај сме со одреден проект и така натаму, секогаш е предизвик. Моите амбиции, да, секако секој жив човек има амбиции, меѓутоа моите амбиции на крај ќе кажат граѓаните и ќе видиме понатаму кај ќе се движи работата. Јас ќе ви честитам за досегашната работа, ќе посакам успешно довршување на 4-годишниот мандат, остварување на сите ваши амбиции, да се оправдате довербата кај граѓаните, кај оние кои што ве одбрали и секако уште повеќе иницијативи како оваа денес која што ја образложивме малку повеќе токму во Советот, бидејќи нели за тоа сте таму и треба да се слушне вашиот глас, гласот кој што ги представува граѓаните. Ненад ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома. Јас се надевам дека ќе имаме и други теми и дека повторно ќе се видиме пред камерите со нови теми, настани и реализирани проекти за центарот на градот. Ви благодарам од срце и уште еднаш поздрав до гледачите. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Разговарам со Ненад Матевски, советник во општина Центар. Разговараме за низа иницијативи, проекти и настани токму кои што го одбележа општина Центар. Ја одбележа општина Центар периодов. Се надевам дека бевме интересни, дека споделивме она што е најново за центарот на градот, за сето она кое што се планира да се доработи токму во ова скопска општина. Ќе ви се заблагодарам
благодарам што не следевте, што бевте со нас и ова попладне. Ќе посакам да се видиме за 7 дена, знаете, на истото место и на Вистинска телевизија. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно